Драги браќа и сестри, оние што овие денови не критикуваат, оние кои што како на 1 април даваа ветувања, што велеа по еден вработен од секое семејство, што велеа Бранков закон, што велеа нема да има територијална поделба во 2004 година, оние што велеа не на 1 април дека ќе имаме 2 месеци име во Обединетите нации, оние што велат да се свитка кичмата за името, оние кои што се подготвени да ги продадат државните и националните интереси, оние кои што не направија 1 метар асфалт и пат во Источна Македонија, велат дека треба да се врата да им се даде довербата. Тие кои што критикуваат во овој регион, на регионот на општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешово и Зрновци, немаа дадено ниту 1 денар субвенции. Дадоа последната година само за тутунот. Последната, зимата 2005 на 2006. Тогаш само дадоа мали субвенции за ниту една друга култура. Ниту за сточарството, ниту за оризопроизводството, ниту за житните култури, ниту за млекото, ниту за пчеларството, за ниедна култура. 0 денари субвенции. Оваа влада на Никола Груевски и ВМРО ДПМН, оваа влада која што заедно работи со Ѓорѓе Иванов, само на територијата на овие 4 општини вкупно годишно се даваат повеќе од 6 милиони евра. Така го поддржуваме македонскиот земјоделец, реално и конкретно. Почитувани виничани, на овие избори победува Ѓорѓе Иванов, досегашниот и идниот председател на Република Македонија. На овие избори победуваат реформите. На овие избори победуваат делата. На овие избори победуваат честните политики. На овие избори победуваат трудот и љубовта кон татковината. Почитувани присутни, на овие избори, како алтернатива на овие политики за кои што говоре, се нудат луѓето кои што затвараа фабрики. Се нудат луѓето кои што го избркаа Ауди од Македонија. Се нудат како алтернатива на оние кои што го отворија Джонсон Контрол, Джонсон Мети, на оние кои што го отворија фабрики во Источна Македонија, во Централна Македонија, Дрексел Мајер во Кавадарци. 4000 луѓе работат во таа фабрика во Кавадарци. Овие луѓе се нудат за алтернатива. Не, тие луѓе не се алтернатива. На овие избори, јасно е, на овие избори победува ВМРО ДПМН и на овие избори победува председателот доктор Ѓорѓи Иванов. Уште една работа е значена. На овие избори една политичка партија, ДУИ, оди со кампања, јавно, со билборди, спотови, дека не треба да се избере председател на Република Македонија. Да бидеме една единствена земја веројатно во светот, која што нема да може на легитимен начин да избере председател на сите граѓани. Во демократија, почитувани граѓани на Виница, единствениот одговор на тоа е што е можно помасовно да се поддржи партијата што победува, да се поддржи ВМРО ДПМН и да се поддржи председателот на Република Македонија доктор Ѓорѓе Иванов. На демократски начин, со нашиот глас, да кажеме дека не се согласуваме и нема да дозволиме ние тука од Виница, од Источна Македонија, од цела Македонија, да се редефинира уставниот поредок на Македонија. Нема тоа да помине. Тоа вие нема да го дозволите. Направивме политики кои што допреа во животот на секој човек. Секој од вас овдека, што е на овој митинг, нека се запраша и ќе се потсети дека во некој дел на неговото живење оваа политичка гарнитура, овој тим на ВМРО ДПМН
има направено нешто што му го сменило животот на подобро. Ако сте пензионер, сте добили зголемување на пензијата. Ако сте земјоделец, сте добили зголемување на субвенциите. Ако сте социјално загрозено лице, сте добили зголемување на социјалната помош. Ако сте невработен, добивте бесплатно здравствено осигурување. Ако сте ученик, добивте бесплатни учебници. Ако сте студент, добивте драстично намалено плаќање на партиципацијата. Не постои група која што не била допрена од овие политики на ВМРО ДПМН, на која што барем за малку животот не се сменил на подобро. Во сите тие проекти постоеле закони, законски решенија кои ги поддржал Иванов. И за тоа треба да му бидеме благодарни. Иако функцијата на председател можеби не е секогаш толку медиумски експонирана, дозволете само една кратка епизода да ви кажам за еден од проектите кои што ги спомнав, а кој што е важен за вас, радовишани, тоа е автопатот од Миладиновци до Штип. Прво прашањето, кога ќе дојде до Радовиш? Ќе дојде кога ќе се изгради до Штип. Значи, прво што е важно е дека автопатот почна да се гради. Но тој проект се преговараше повеќе од една година. Една година се обидувавме со кинезите да најдеме решение како да дојдеме до структурата за финансирање. Многу е сложен процесот, навистина има многу чекори. Го приведовме некаде до крај, но на проектот му фалеше политичка поддршка. Му фалеше нешто, некој магичен збор, некоја, значи, тајна состојка која што ќе го поттурне кај кинезите да дојде до реализација. Таа тајна состојка беше председателот Иванов. На барање на владата оствари средба со председателот на Народна република Кина, повеќе часови разговараа, побара политичка поддршка за тој проект и тој проект многу набрзо потоа се договори и сами знаете дека ставивме камен темелник и дека ќе се реализира. Директна поддршка во економијата од председателот Иванов. И ние сме му за тоа благодарни. Во изминатите 5 години председателот Иванов покажа и што значи да се сака сопствената земја. Што значи да се биде патриот и со многу љубов, со огромна енергија и желба да се представува сопствената земја насекаде во светот во најдобро светло. И дозволете, почитувани радовишани, да ви кажам една случка од 2009 година, кога председателот Иванов за прв пат во Њу Јорк, во седиштето на Обединетите нации, се обрати пред Генералното собрание. Еве што тогаш председателот Иванов кажа, цитирам: "Денес во 21. век се чини апсурдно некој да биде ословуван како поранешна држава. Во име на достоинството на мојот народ, користам прилика јавно да им се заблагодарам на сите 134 земји членки на Обединетите нации, кои го признаа уставното име на мојата држава, а тоа е Република Македонија." Председателот Иванов има и јасен став за сите прашања. Можевте да го слушнете неговиот став низ претходните митинзи и можете да го прочитате во неговата програма. Напишано е што е ставот на председателот Иванов за прашањето за името. Тој е јасен. Председателот Иванов вели: "Нема да дозволам промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија." Тоа е став. А што е ставот на неговиот против кандидат? Стево Пендаровски вели: "Немам став, да направиме консензус некаков." Ама не кажува каков консензус. За да направиш консензус, нели, само по себе тоа можеби не е лошо, но кажи ти што е ставот твој, па да видиме колку се разликите, па да видиме дали има потреба од консензус и каде тој консензус ќе се постигне. Ама знаете зошто Пендаровски не кажува што е неговиот став за името? Затоа што тешко му е, не знае што да каже. Дали да го каже ставот на Заев, да се подсвитка кичмата, или да го каже ставот на Радмила Шекеринска, 6 месеци да се подсвитка кичмата. Тоа се разликите меѓу Заев и Шекеринска по однос на ставот за името. Ама ако се подсвитка 6 месеци кичмата, никогаш нема да се исправи. Затоа да се држиме до ставот на председателот Иванов, кој став на ВМРО ДПМН е јасно напишан во нашата програма. Ние сакаме да станеме европјани
но сакаме гордо да станеме европјани, како македонци сакаме да станеме европјани. Тоа е нашиот став. И на крајот, она што сакам да го кажам, председателот Иванов ме праша и за проблемот околу тутунот. И можам да ви порачам, председателе, тутунарите нема да бидат сами, ќе биде ВМРО ДПМН за тутунарите и ќе најдеме решение за проблемите. Јас ги уверувам тутунарите од Радовиш и сите тутунари во Република Македонија, ВМРО ДПМН стои зад вас и ќе го постигнеме она што го ветивме и нема да ве оставиме сами низ тешкотиите низ кои што проаѓате. Пред 5 години дојдов тука да ја побарам вашата доверба. Доверба да бидам председател на Република Македонија. Тогаш ви кажав, ќе ме препознаете по тоа што сум чесен, искрен и вреден. После 5 години повторно сум тука да ви кажам дека сум истиот тој. Не сум се променил. Минатиот пат кога дојдовме, ви го поднесов отчетот на тоа што сум сработил. Дека бев председател кој работи по своја програма и неодамна ви дадов отчет за таа програма. Сега сум тука со нова програма, за нова ваша доверба, за нов мандат. И во таа програма остануваат стратешки цели на Македонија да бидеме членка на НАТО, членка на Европска Унија. Знаете дека сме блокирани на тој пат, но не подклекнуваме. Успешно работивме за се да ги исполниме обврските што ни стојат. И затоа добивме 5 позитивни извештаи и 5 препораки за почеток за преговори во Европската Унија. Во НАТО учествувавме во сите мировни мисии каде што бевме поканети. И покажавме дека по сите стандарди нашите војници се еднакви со сите НАТО војници. И затоа добиваа ордени и признанија од нашите сојузници, нашите стратешки партнери. Кај да одам, јас сум вашиот глас. Тоа што вие го пренесувате до мене, тоа што јавно го кажувате, тоа и ја го кажувам на другите државници. Затоа имав храброст да побарам, да кажам дека нема да прифатам извештај за нас без нас. Нема да прифатам некој да се обраќа на нас без нас. Се знае кои сме и се знае што сме. Знаеме што ни оставиле во завет нашите предци и знаеме што треба да сачуваме за нашите потомци. Да ја чуваме Македонија затоа што сите сме Македонија. Да ја градиме Македонија како дом во кој благосостојбата ќе ја почувствува секој. Секој да види дека има и лична корис од овој заеднички успех. Затоа знаеме што сакаме и знаеме како тоа да го оствариме. Ние не сме луѓе кои лесно даваат збор. Она што ќе го кажеме, тоа и го исполнуваме. Затоа што изборот е Македонија. Затоа што Македонија ни е пред се. Затоа што државата ни е пред се. Да живее Радовиш, да живее Република Македонија. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорѓи Иванов за председател.